На пат за Витлеем. Не слушаме многу за Свети Јосиф во Библијата. Тој едноставно во евангелските извештаи е опишан како свршеник на Марија, столар, праведен човек. Не е забележена ниту неговата возраст, ниту неговата смрт, никогаш не се спомнати во Светото писмо. Меѓутоа, различните традиции помагаат да се расветли прашањето и да се понудат можни сценарија. Многу вообичаена традиција во источната црква е дека Јосиф бил старец кога ја зел дева Марија за жена. Пред да ја земе Марија во својот дом, умрела неговата претходна сопруга, со која имал и деца, и ова ги навело некои да тврдат дека оние кои се именуваат како браќа на Исус, а кои се спомнати во Евангелијата, се деца на Свети Јосиф. Текст од 6 век, наречен Историјата на Јосиф Столарот, е во срцето на оваа традиција и вели дека Јосиф бил старец, но млад по енергичност. На крајот, со текот на годините, старецот доспеал подмината возраст, не се мачел поради неговата телесна слабост, ниту пак му откажал видот, ниту пак нешто му недостасувало. И достигнал до длабока старост, некаде 111 години. Од друга страна, многу библиски научници и историчари веруваат дека Јосиф бил млад човек, можеби дури и момче. Меѓународниот Маријански институт за тоа вели: веруваме дека Марија и Јосиф биле во младенечки години кога се родил Исус, околу 16, односно 18 години. И тоа било правило за јудејските младенци во тоа време. Оваа теорија ги зема во предвид и долгите патувања што ги презеде светото семејство при раѓањето на Исус. Првото патување од Назарет до Витлеем и второто бегството во Египет. Тешко е да се замисли дека еден старец може да се грижи за Марија и Исус, и тоа одејќи на долг пат и во туѓи земји. Но каква и да е вистината, Јосиф бил праведен човек кој направил се што можел за да ги заштите и осигура Марија и Исус. На пат за Витлеем.